Евромакс Ресурсис има добиено договор за концесија од 2014 година и 2015 година. Тогаш немаше ниту галама, немаше ниту реакција и впрочем бевме сите среќни. Дури јас како градоначелник на општина Струмица ја поздравив инвестицијата или слично. Кога се отворија постапките, се отворија дебатите, видовме дека внатре пишува цијанид, технолошкиот процес, начините како тоа е организирано, немање на студија за заштита на животната средина и слично, се дигна граѓаните и првите репрезенти, Здрава котлина и другите еколошки друштва го дигнаа својот глас. Во едни вакви околности се сменија работите и политички во државата и стигна демократија и можат сите да зборат и тоа е убавината на општеството во демократските земји, кога граѓаните можат слободно да зборуваат. Но прашањето е целата вистина која што треба да ја знаеме сите ние. Затоа што и на нас ни треба вистината од вас, и на вас ни треба вистината од нас, што ја знаеме. И тоа ни е должност да го споделиме меѓу себе. Денешната седница нема за цел да носи заклучоци или одлуки. Нема да носиме заклучоци или одлуки. Но должни сме да ги споделиме сите аргументи и факти пред граѓаните, но и граѓаните да ни ги кажат нивните аргументи и факти. И тоа се случува во секоја западна земја, во секоја нормална демократија и не мора сите да се согласиме, но ние сме решени да ги слушаме граѓаните. И затоа гледате, во Казандол донесовме одлука веднаш. Овде се случија и како значителни промени. И одлуката која што ќе ја донесеме, ќе биде ваша одлука. Како граѓаните ќе одлучат, ние и така ќе одлучуваме. Сакам да знаете. Сакам да знаете дека политички можеме да се согласуваме, да не се согласуваме, но тежината на одлуките се само исправни кога ги знаат сите детали граѓаните, а преку нив институциите чии што репрезенти се на тие граѓани. И треба да ги знаеме сите детали од самите одлуки. Она која што се уште е причина за владата да не донесе одлука за прекинување на целиот овој процес започнат од 2014, 15, 16 година е тоа што многу околности се сменија. Кога се дигнаа граѓаните, јас како политичар јавно реков, стојам на страна на граѓаните. Ваква работа неја нема да дозволиме. Цијанид, сулфурни киселини, опасни материи, нема да дозволиме. Дали е кредибилен мојот разговор и мојот збор, зборува тоа што јас со моето семејство живеам во оваа Струмичка котлина. Може не сум во Иловица и Штука директно, може не се и граѓаните дури и на Турново исто како Иловица и Штука, но и моите сограѓани од Муртино, од Струмица, сме во истата котлина, Струмичка котлина. И имам намера тука да живеам, и тука и деца, од деца внуци да чекам. Тука сум, јас сум премиер, но живеам во Струмица. Се враќам кога можам за викенд и тоа е мојата намера. Прво, нема да дозволам ниту моите деца, ниту било кој деца да патат, да имат, не знам, проблеми, да имат незгодности или слично. Но, после ваквата одлука, се промени целиот технолошки процес. Не велам дека тоа значи дека ние треба да се убедиме, дека треба да дадеме или да не дадеме. Но, потенцирам, информациите мора да ги споделиме. Отстранете во целиот технолошки процес цијанидот и опасните материи. При тоа, парламентот донесе закон, поттикнат токму од граѓаните. Со закон се забрани употреба на цијанид, сулфурна киселина и други опасни материи. И тоа е веќе закон. Не може ни една институција, министер, премиер, било кој да ја смени. Закон е.